Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, добар ден! Денес сме собрани овде пред споменикот на паднатите борци во чест на одбележување на 11 октомври, ден на востанието на македонскиот народ. Македонија денеска одбележува 82 години од почетокот на антифашистичкото востание и народно-ослободителната војна. Востанието било последица на тешката и неподносливата состојба во која се наоѓале македонските граѓани под окупацијата. Големите даноци и експлоатацијата кои ги втурнале во беда и мизерија. Македонија била стопански црвена, а македонскиот народ фактот на неповолна состојба довела до постигање на народно-ослободителната. На независната територија, населението под водството на антифашистите од Македонија засилено се подготвувало за востание. 11 октомври 1941 година борците од првиот Прилепски партизански отряд го нападнаа окупаторскиот полициски участок и телефонско-телеграфската мрежа во Прилеп, што го означи почетокот на организираното востание на македонскиот народ против окупаторот за ослободување на земјата. Следниот ден, на 12 октомври, се огласија и партизаните од Кумановскиот отряд. Октомври е продолжување на слободарските традиции на македонскиот слободолюбив народ, проникнати во Карпошовото, Разловечкото, во Кресненското и во Илинденското востание, но и во напорите за социјално и национално ослободување, вложени во Балканските војни и во Првата светска војна. Со одлуката да пристапи кон антифашистичката коалиција, Македонија застана на страната на прогресивното човештво, а против фашизмот, како најтемна идеологија од современата историја и најсилна негација на општа цивилизација и демократски вредности. Македонскиот народ самостојно се избори за својата слобода. Од првите партизански одреди кои ја почнаа борбата, Народно-ослободителната војска на Македонија на крајот од 4-годишната војна прерасна во добро организирана 110.000 армија со воени формации од највисок ранг, како корпуси и дивизии. За време на окупацијата од Македонија беа интернирани 58.000 лица, а проклетството што окупаторите ги вршеа врз нездолжното цивилно население, земјата претрпе и огромни економски штети. Круна на борбата се одлуките на првото заседание на АСФОМ 1944 година, со кои се отворени повеќе во првото идеали за собрани на На овој ден им оддаваме почит на сите учесници во вооруженото антифашистичко и народно-ослободително востание. Сегашните генерации и граѓаните покажаа дека се доследни наследници на илинденците и генерациите од 1941 до 1945 година, со обврска и во иднина да ја доградуваме нашата држава за мир и соработка со соседите и со сите земји во Европа и светот. Имињата на загинатите борци за слободата се испишани на оваа спомен плоча, како и имињата на 20.000 загинати стојат како темел на слободата. Со големо поклонение кон сите храбри и загинати борци, сите што ги дале своите животи за слободата на Македонија. Со големо поклонение кон нивната личност ве поканувам сите присутни да им оддадеме почит со едноминутно молчење. Нека им е вечна слава. Слава им! По повод 11 октомври, ден на востанието на македонскиот народ, пред споменикот на паднатите борци, свежо цвеќе ќе положат делегација на општина Делчево, Совет на општина Делчево, институции, политички партии, здруженија на граѓани и други. Нека повелат.
Пролетите мене тук, няма тук. Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, нека ни е честит 11 октомври, ден на восстанието на македонскиот народ. Ви посакувам пријатен ден.